Дури 29% од момчињата и 16% од девојчињата на возраст од 15 до 16 години во Македонија во последната година се коцкале, укажуваат експертите. Најголемиот дел од нив не влегуваат во коцкарници, туку се коцкаат онлайн, преку платформи кои се достапни во секое време и со само еден клик. Она што е страшно, дека најголем број од нив се коцкаат на онлайн платформите, не со физичко присуство. Така да сериозен проблем е да се регулира само коцкарниците кои се физички присутни, затоа што тоа ќе ги шифтне младите да онлайн се коцкаат, а онлайн коцката е многу поадиктивна од оваа што е во одење во коцкарници. Така да мора да се регулираат двете работи. Игрите на среќа во последните години станаа лесно достапни, а нивната промоција преку реклами и јавни личности дополнително го зголемува нивното присуство. Игрите на среќа станаа балканска златна кокошка во секоја држава. Тоа се извори на огромни средства и веројатно никогаш ни една држава нема да се одрече од таков прилив на средства. Игрите на среќа не се нелегални, туку се со закон дозволени, но треба да се има мерка, тие се маркетиншки пропратени. За жал, оние кои прво ќе се фатат на мамката се младите кои не смеат да влезат во коцкарници, каде најчесто никој не ги проверува. Коцкањето остава тешки последици, нарушени семејни односи, долгови, депресија и зависност која го менува животот. Состојбата во регионот е алармантна, а регулативата послаба отколку во светските центри за коцкање. Лас Вегас е порегулиран отколку Балканот. Со други зборови, ситуацијата на Балканот е полоша отколку во Лас Вегас. Во Лас Вегас игрите на среќа се забава. Патолошките коцкари се трагедија и за поединецот и за семејството. Стапката на суицидалност е голема. Депресии, долгови, криминал кој оди преку светот на лихварството. Неодамна Македонското собрание изгласа строг закон за коцкање. Паралелно, институциите веќе превземаат конкретни мерки против нелегалното онлайн коцкање. Досега се затворени 358 нелегални странски онлайн платформи кои незаконски приредува игри на среќа на територијата на државата. Станува збор за платформи кои функционирале без лиценца, без контрола и без никаква заштита за граѓаните.